Денеска православната црква ги празнува Светиот Захари патриарх Ерусалимски, преподобниот Тимотеј, Светиот Евстати архиепископ Антиохиски и Светиот Јован трети схоластик патриарх Цариградски. Светиот Захари патриарх Ерусалимски. Во времето на грчкиот цар Иракли, персискиот цар Хозрој нападнал на Ерусалим. Во 614 година го ограбил градот, го однел чесниот крст во Персија и зел во робство огромен број христијани, меѓу нив и патриархот Захари. Евреите му помагале во правењето зло на христијаните. Помеѓу останатите еврејски пакости се споменуваат и овие. Евреите откупиле од Хозроја 90.000 христијани и како своји робови сите ги убиле. Стариот патриарх останал 14 години во робство. А од чесниот крст се појавиле многу чуда во Персија, така што персијците говореле: христијанскиот бог дошол во Персија. Подоцна Иракли го приморал персискиот цар да го врати чесниот крст со патриархот и преостанатите робови во Ерусалим. Самиот цар Иракли го внел крстот на својот грб во светиот град. Останатите своји денови светиот Захари ги поминал во мир. Се преселил кон Господа во 631 година. На престолот го заменил патриархот Модест, по кој дошол светиот Софрони. Преподобниот Тимотеј, пустиник на местото викано символи на Олимп Азиски. Од малечок Тимотеј стапил в манастир, се замонашил и се до длабока старост го поминал земното време во пост, молитва, бдење и непрестајно трудење. Чист и целомудрен останал низ целиот живот, а на чистите и целомудрените Бог им дава власт над духовите на злобата, па му дал и на Тимотеја. Со својот труд околу душата своја, светиот Тимотеј успеал во себе да созида прекрасен дом на Светиот Дух. Овој свет човек се упокоил во 795 година. Елици во Христа крестисте ся во Христа облекосте ся.
Светиот Евстатий архиепископ Антиохиски, голем ревнител и заштитник на православието. Како таков, на првиот Вселенски собор, каде учено и разложно го побивал Ариевото учење, со останатите свети оци Евстатий исповедал правилно дека Исус Христос како Син Божи е рамен на Отецот и на Светиот Дух. Според божествената суштина, по смртта на царот Константин, ариевците пак некако напреднале, та почнале остро да го гонат православието. Светиот Евстатий бил симнат од својот престол и протеран прво во Тракија, а потоа во Македонија. Страдал многу и долго, додека најпосле не му ја предал својата света душа на Бога во 345 година. Светиот Јован III Схоластик, патриарх Цариградски. Како правник бил ракоположен за свештеник. Потоа станал патриарх во 565 година. Пишувал канони што се внесени во номоканонот. Во неговото време е внесена во литургијата божествената песна "Ние кои таинствено ги изобразуваме херувимите", а исто така и Сине Божи, примиме денес за учесник на Твојата тајна вечера. Мирно завршил и му ја предал својата душа на Бога во 577 година. Поуки од светите оци. Поуки од светите оци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански.